Здраво и добро уште едно видео, каде што видео ќе видиме некои од прилагодбите, односно механизмите на патогените организми кои им овозможуваат да избегаат наводници од комплементот, односно штетното дејство на комплементот. Сега, дел од бактериите, тие бактерии кои се грам позитивни, имаат многу дебел клеточен зид. Така ќе го направам со повеќе линии. Значи, дебел клеточен зид и исто така имаат капсула околу нив. Ќе направиме. Имаат капсула каде што овие две структури всушност овозможуваат таа да биде на некој начин заштитена од мембрански напаѓачките комплекси. Така зашто мембрански напаѓачки комплекс едноставно не може убаво да се интегрира. Така не може да го помине целиот клеточен зид. Или пак тешко е да се впостави поради оваа капсула која се наоѓа овдека. Значи тоа е една прилагода која не мора да значи дека еволуирала у наводници за да се одбрани од системот на комплемент, него си била, таа си постојала на бактериите и е позитивна прилагодба кон комплементот. Некои други бактерии можат да навлезат во интрацелуларни вакуоли, така со цел да му избегаат на имунолошкиот одговор. Така, имаш овдека една твоја нормална клетка и некои бактерии, најчесто они лачат токсини, но некои бактерии може да се интегрираат внатре во клетката, така што да се скријат на некој си начин од имуниот систем. Така, например, овдека се клетките на имуниот систем или протеините на комплементот и сега всушност потешко ќе биде да се детектира дека има присуство патоген. Добро. Друг механизам на кој патогените организми може да го избегнат комплементот е всушност искористен од страна на вирусите. Значи да речеме дека имаме на наша клетка каде што вирусот е искористил, нели, за правење уште вируси. Ќе направиме дека ова е вирус кој е искористил да направи повеќе вируси и сега овие вируси со нив носат одредени протеини си заминуваат од клетката и сега ќе направам да биде како поголем. Сега, овој вирус која бил внатре во нашата клетка направил одредени протеини, така, каде што овие протеини што прават? Интересно е дека ги врзуваат ФЦ регионите на антитела кои би го врзале вирусот. Да речеме дека има некој си антитело кој го врзало вирусот и сега овие протеини го врзуваат ФЦ регионот. Така, нели, ова е ФЦ регион на антителото и поради тоа сега што е врзан ФЦ регионот на антителото, едноставно не може да се активира класичниот пат на активација на систем на комплемент. Овдека го имаме C1Q субединицата, нели, од C1 протеинот на комплемент. И сега едноставно не може да се активира преку класичен пат на активација комплементот, бидејќи е блокиран ФЦ регионот. Друго нешто што може да направи вирусот е да ги интернализира овие антитела. Така, односно, на сличен начин како што нашите клетки го интернализираат мембранскиот напаѓачки комплекс, едноставно ако тука имаме едно антитело, тоа може да се внесе внатре, така, значи може да се внесе внатре во вирусот. И сега ако е внатре во вирусот, не може да влезе тоа антитело во интеракција со C1. Значи овие се некои од механизмите кои дадени вируси може да ги искористат. Значи или да го внесат антителото внатре, или пак да го блокираат ФЦ регионот на антителото, така што C1 не може да се врзе. Така. Друго нешто што прават вирусите е имаат они кофактори, протеини, така, кои ќе служат како кофактори за активација на фактор 1, F1. Памтите дека фактор 1 беше потребен за деградирање на C3b или пак, значи фактор 1 ги деградираше C3b или го деградираше C4b. Така, ги деградираше овие продукти. Ама фактор 1 требаше да има кофактори кои што беа, нели, овој фактор Х или CR1 или C4BP, но овдека кај вирусот ги нема тие кофактори и затоа вирусот прави други протеини кои ќе учествуваат како кофактори и кои ќе му помогнат на F1 да ги деградира C3b и C4b. И ако тоа го направи, едноставно тие ќе не може да се врзат со вирусот. Значи ова е многу интересно. Вирусите и воопшто и другите бактерии ги користат нашите механизми за регулација, ги користат во нивен бенефит. Така, значи ги искористуваат начините на кои ние си ги регулираме процесите за нивна употреба. Например, некои бактерии, пак да се вратиме кај бактериите, има некои бактерии кои, ќе се нацртаме доле, кои што создаваат М протеини. Така, значи создаваат М протеини,
Каде што овие М протеини што прават? Овие М протеини го врзуваат C4BP и го врзуваат вакво фактор Х. Така го врзуваат фактор Х, го врзуваат C4BP, така. И поради тоа едноставно ќе имаме деградација на C3 конвертазите кои би се формирале на оваа бактерија. Така ако дека се формира одредена C3 конвертаза, таа ќе биде деградирана. Бејќи овдека имаме сега присуство на фактор Х, C4BP и у околната средина си имаме фактор 1 и сега сите овие заедно всушност ќе деградираат C3 конвертазата. Едноставно гледате, бактеријава ги користи нашите растворливи регулаторни механизми, овие C4B и фактор Х, и си ги врзува за себе. Прави протеин кој ги врзува. Има некои бактерии прават на нивната површина C2 рецептори. Така, значи рецептори кои го врзуваат C2. И сега C2 ако се врзе за тој рецептор, нема да биде присутен и нема да биде разграден од страна на C1 или S. C1S2. Нели имавме, кој имаше серинска протеазна активност и влијаеше врз C2 и врз C4. Ако C2 е врзано со бактеријата, едноставно ќе го нема во околната средина, ќе го нема во серумот. И ќе не може да биде разграден од страна на оваа серинска протеаза, едноставно ќе не може да се активира класичниот пат на активација. Така, зошто веќе се врзал со бактерија и ние не можеме сега да го искористиме. Исто така, некои бактерии синтетизираат некои супстанции кои имитираат наши протективни супстанции, така, значи синтетизираат протектин. Кој се наоѓаше на нашите еукариотски клетки. Не мора да биде баш протектин, ама некој си протеин кој е сличен на протектинот. Така, кој се синтезира од страна на самата бактерија. Исто така, голем дел од бактериите, сега не навлегуваме во имиња, но имаат сите овие, имаат различни, ова не дека секоја бактерија ги има сите овие механизми, некоја бактерија го има овој механизам, некоја бактерија го има овој механизам. Но поентата е сега сите ги ставам на една бактерија, колку да сумираме, но окей. Значи има некои бактерии кои прават различни протеази. Така, значи прават протеази кои ги разградуваат сите овие или бар одредени C молекули од системот на комплемент. Така е C1, C3, C4 така натаму. И овие протеази влијаат врз нив и ги деградираат на такви продукти што не би можеле да се искористат. Значи стварно неверојатни работи. Исто да спомнеме некои вируси. Така, некои вируси, ќе го направиме вирусот. Имаме некои вируси кои, нели, кои ќе си заминат од самата клетка, така дека фаќаат дел од мембраната, добро тоа се случува, и сега имаат околу нив дел од нашата мембрана и на незе всушност ставаат сијалинска киселина. И сега, нашето дело, односно сите протеините комплементно мислат дека ова е наша клетка, додека тоа е вирус. Нели, како што искача овдека вирусот, ева да демонстрирам. Како што искача вирусот, мора овдека всушност дел од оваа мембрана ја прикачува врз него. Така, значи како што искача, мембраната нели ќе се витка вака надвор. И со тек на време ќе искочи надвор и ќе имаме нашата мембрана околу него. И на незе ќе има сијалинска киселина и едноставно протеините комплементот нема унаводници да го препознаваат. Значи ова се само некои од механизмите кои различни бактерии може да ги употребат или пак некои вируси со цел да се избегне комплементот. Така, и дури да се избегнат и други некои имуни функции. Значи гледаме дека системот на комплемент не е семоќен, едноставно да, бактериите, вирусите се нашле многу начини на кои може да се избегне системот на комплемент. И ќе наоѓаат и многу други начини, така. Ама не дека ова е нешто ново, дека сега го нашле бактериите или пак вирусите, ова си постои уште од почеток на времето. И постојано ќе се наоѓаат и нови начини на кои може да се заштитат, но и нашиот организам ќе наоѓа нови начини на кои може да ги совлада проблемите. Но во еволутивната борба бактериите се подобри, едноставно поради тоа што имаат многу краток период на удвојување, така на репродукција. Така што многу брзо се умножуваат и многу често се прават мутации, каде што само позитивните мутации се задржуваат, негативните не се задржуваат и така натаму, и едноставно многу брзо може да решат унаводници проблеми. И друг проблем што е, освен нивното постојано делење, така, нивното постојано делење и бирање само на позитивни мутации, друг проблем е исто и хоризонталниот трансфер на гени. Сега само на кратко ќе објаснам што е хоризонтален трансфер на гени. И уште едно ќе направам.
Значи речеме дека сите овие бои и форми се различни видови бактерии, каде што ова се поколенијата, ова се прва генерација, ова се втора генерација, трета генерација, четврта, така. И ова е вертикален трансфер на гени, и ова ние го правиме, така, од татко на син, на внук и така натаму. Но, бактериите, освен вертикалниот трансфер на гени, може да си прават и хоризонтален трансфер на гени. Што е хоризонтален? Хоризонтален е ова. Така, значи може да си прават хоризонтален трансфер на гени како си сакаат. И поради тоа многу брзо стекнуваат многу адаптации, така. Едноставно, хоризонталниот трансфер на гени, ако би го представиле вака на анимално ниво е како, не знам, јас сега зијам ген, тебе ти го давам. Значи ти имаш на пример сини очи, јас зијам од тебе ген, си го ставам и сега ја имам сини очи. Ја имам, не знам, некоја си карактеристика која ти ја сакаш, ја зимаш од мене, ти ја давам и сега и ти ја имаш. И ако можеме така, сите можеме да се направиме какви сакаме, сите можеме да се направиме совршени. Ќе земеш од тој што има најдобро тело овакво, ќе земеш тој што има, не знам, најдобри заби и така натаму и така натаму. И можеш да станеш совршен унаводни. Сега тоа ние можеме да си бираме селективно тоа што сакаме, бактериите нормално не бираат. Ама преку рандом вака мешање, хоризонтално мешање генски материјал, може да се селектираат само тие кои се најдобри. Сега влегуваме веќе во територија на еволуција, некам сега за тоа многу да зборам, ама овој хоризонтален трансфер едноставно е многу мокен. Па и вертикалниот, зашто на секој 15 минути може да биде кај некој бактерии. Но окей, добро, тоа беше се за ова видео, се што сакав од прилика да кажам, и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.